Со Богородица стоиме под крстот. Во првата недела од Великиот пост, црквата ни го дава Евангелието во кое забележува дека Исус е во Галилеја. Таму го сретнува Филип, кого ќе го повика со зборовите "Врви по мене". Иако тоа Евангелие не го истакнува, но е очигледно дека Филип се одлучува да го следи, одлучува да врви по Исус. Самиот факт што е од Вецаида, може би веќе од Петар или Андреј имал слушнато за оној кој на тие двајца браќа им ги промени животите. Најверојатно и Филип копнел да го промени својот живот и овој Исусов повик го прима со радост. Но таа радост и повик не можел да ги задржи само за себе. Како што Андреј го повика својот брат Петар, така и Филип го повикува својот брат Натанаил, кој пак другите евангелија го спомнуваат како Вартоломеј. Откако Филип ќе му каже дека го најдовме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсей во законот и пророците, најпрво наидува на противење. Натанаил воопшто не бил импресиониран, па ќе рече: може ли нешто добро да излезе од Назарет? Но Филип не се откажува и упорно инсистира: дојди и види. Така денес Господ поминува и покрај нас со неговото слово и не повикува: врви по мене. Господ има план со нас. Сака да не потикне и да го донесеме својот брат, својата сестра, својот ближен, роднина, пријател. Сака сите нив да ги донесеме кај него. Но за да го направиш тоа, најпрво во тебе треба да се роди радоста за заедништвото со Христос, да имаш искрен живот со Христос, да имаш љубов за него. Дури тогаш ќе можеш да се упатиш по својот брат и ближен. Затоа да го молиме Господ нека разбуди во нас ревност за една таква евангелизација. И нека не плашат предизвиците. Да не се плашиме ако ни се противат. Бог не повикува денес да појдеме и да им кажеме дека Бог е тука за нас, дека го најдовме, дека тој не е далечен Бог, туку близок Бог, Бог кој не бара. Денес многумина се оптеретени со стереотипи за Бог, за црквата, за свештениците. Да не случајно и ние сме како Натанаил. Често пати можеме да слушнеме од оние на кои се обидуваме да им го приближиме Бог и црквата. Може ли нешто добро да излезе од црквата, од свештениците, од заедништвото со Бога? Така зборуваат затоа што не ја познаваат ниту Божјата природа, ниту суштината на црквата, ниту пак свештеничката служба. Но затоа Бог денес не повикува да ги поканеме, да ги запознаат, едноставно да им кажеме: дојди и види. Запознајте го Бога, црквата, ќе видите дека не е се така како што слушате или читате од сервираните достапни информации. Дојдете и лично видете и уверете се. И во таа покана не си сам. Бог е тука како што Бог појде во пресрет на Натанаил. Така ќе појде во пресрет и на твоите настојувања. Тој ќе го преземе водството и тој ќе го води разговорот понатаму. Твое и мое да ги поканиме. Откако Исус ќе каже дека го видел додека бил под смоквата,
всушност му кажал дека го познава потполно, до најситниот детал од неговиот живот. Тогаш Натанаил ќе ја каже својата исповед на верата, ќе го признае Исус за свој Господ. Рави, ти си син Божји, ти си царот Израилев. Денес, ако размислуваме за ова Евангелие, конкретизирано во нашиот живот, треба да знаеме дека Бог и нас не познава до најситниот детал, до најмалата наша интима. Може би ќе слушнеме како Исус и на нас ни вели: еве вистински христијанин, еве вистинско дете Божјо. И ние сме повикани од Исус, исто како што беше повикан Филип и Натанаил. Каков ќе биде нашиот одговор? Дали ќе му веруваме на Исус и ќе одлучиме да го следиме? Или пак ќе се оправдуваме од страв поради новоста која ни го донесува животот со него? Дали ќе му го отвориш денес срцето на Бога или пак ќе продолжиш да се сомневаш и да живееш по старо? Но како и да е, денес Исус те повикува повторно и одново. Дали ќе успееш да го слушнеш неговиот повик на љубов? Или ќе останеш зафатен со себе, па нема да забележиш дека Исус те повикува? Денес и секој ден Исус не повикува. Да молиме за милостите, да можеме да го препознаеме неговиот повик, да го слушнеме и да одговориме: еве ме Господи, врвам по Тебе. На тој начин Бог ќе ги отстрани од нас сите наши предрасуди кои ги имаме кон Бог, кон црквата, кон свештениците, и ќе ни открие многу поголеми работи кои Бог ги подготвува за оние кои го љубат. Вистина, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат на синот човечки. Со Богородица стоиме под крстот.